тоа што го кажавте од судијата пред судијата, кажавте дека сметате дека не беше организирано, туку само организирани протести. Меѓутоа, истокот да праша што подразбирате под организирано, што под само организирано, бидејќи тоа го споменавте во иста реченица неколку пати. Тоа што го кажа во судот, а вие сега го цитиравте, дека народот тој ден, а и не само тој ден, туку и неделите претходно, месеците претходно се само организираше, односно бројката варираше од неколку стотини во некои денови до неколку илјади во други денови. Дел од тие протести кога можев бев јас, зашто? Затоа што протестиравме против погрешните политики во најава кои што тогаш беа актуелни во државата и ценам дека на тој начин е демократско право на секој граѓанин во една демократска држава да изрази револт против определени политички девијантни однесувања на определени политички структури и политички партии. Во случајот тоа беше СДСМ и сето она кое што во тој период СДСМ го најавуваше доколку е партија која што ќе ја формира владата. Дел од тој народ кој што се само организираше бев и ја, нормално тогаш кога времето ми дозволуваше и кога можев да дадам подршка на тие протести. Споменавте дека сепак сте се слушали со некој како што беше кажано во судот и јавни личности. Тогаш и вие на кој начин вие се организирате и доаѓавте на протести? Па видете, јас сум човек кој што во тој период обавува државна функција, генерален директор на АД Електрани Македонија. Во тој период сум исто така и советник на претседателот на владата, член на извршниот комитет во тој период на ВМРО ДПМН, човек од градов кој што познава многу луѓе, па и јавни личности, и логично е дека дел од тие јавни личности имаат конзервативни десни сваќања и луѓе кои што протестираат против погрешните политики во најава во тој период и се истомисленици со моите сваќања во тој период за актуелната политичка ситуација. И логично е да со тие луѓе се слушаме за разни поводи, вклучително и тоа што е актуелно во тој период, а тоа е само организираното протестирање на граѓаните. Пред вас, господинот Заев кажа дека обвинетите не се организатори на насилниот 27 април, дека тоа е Никола Груевски. Кој е вашиот став по ова прашање и вината ли? Јас дадов изјава и внатре во судницата дека ниту извршниот комитет, ниту било кој член на ВМРО ДПМН е дел од организацијата на ова самоорганизирање на народот кој што се случуваше во тој период. Ова е очигледно дека станува збор за сериозно и жестоко монтиран политички процес кој што има единствена цел да нанесе штета на ВМРО ДПМН, политички процес кој што има за цел да врши политички терор врз активистите и членовите на ВМРО ДПМН и политички процес од кој некој профитираше, а некој сериозно загуби. Јас ценам дека после 27 април сериозно загуби ВМРО ДПМН, а веднаш после тие настани влада направи СДСМ и Зоран Заев. Можеби тој одговор на ова прашање ќе ви послужи да истражите и да иницирате кој го осмисли сето тоа, кој го спроведе и зошто се случи. Никако тој што загуби тој процес не може да биде нити инспиратор, нити сценарист, нити оперативно да го спроведе. Јас повеќе би се задржал на тоа кој профитираше и кој имаше бенефит од сето тоа. За жал на грбот на граѓаните и на грбот на демократијата во нашата држава. После тој ден веќе ништо не е исто. Това прашање на почетокот дали сте можели скаран со некој од обвинетите, што е стандардно прашање. Вие рековте вајда не сум. Што значеше тоа? Па се обидов да бидам вицкаст и да внесам една доза на хумор во судницата, бидејќи за прв пат се појавувам во судница во својство на сведок, не сум бил до сега во својство на обвинет, една чудна атмосфера, многу сериозна, за која што за прв пат јас се гледам и се обидов да внесам малце ведрин, инаку да, тоа се се мои пријатели и да, не сум со никого замерен, нити па имало зошто и било каква причина да бидам замерен. Еден од прво обвинет всушност кој се наоѓа недостапен на органите е господинот Никола Груевски, тогаш тој беше председател на ВМРО ДПМН, а во тие моменти беше во Виена. Имавте вие како член извршен комитет, негов советник, директор на ЕЛЕМ, контакти во рамки на во времето кога се одвива случувањето во собранието? Не, немав.
контакти. Вечерта имавме извршен комитет, дојде од ПАД тогашниот председател, господин Груевски, имавме извршен комитет и тоа беше единствениот контакт кој што го имав тој ден со него. Hvala vam.